Ретроспекцијата е адекватен начин за уште едно подсетување на заборавените телевизиски легенди, чија апологетика била ставена на подавалник, од кој постојано се служела парааналитика, која требало да го дезавуира ригидниот отпор кон режимот. По собствено признание, услугата била барана, ама и давана, без да се има предвид времето и местото за исполнување на задачата. Од физиотерапија ме вадеа, од дома по папучи, од трговски центар за да давам на линкови изјави. Проблематиката која се офаќала била општа, без особени специфицирање на содржината. Важно било само да се настапи да се игра добар напад и квалитетна одбрана, без да се има предвид опфатот и количеството на квази аргументи, кои се движеле во рамки кои однапред биле определени. Диапазонот на оваа тема се шири од гола вода и ветер и магла што ни ја шират. Од палубата на Дунав изгледа и натаму се даваат истите координати. Курсот останува непроменет и е очигледна намерата. Повторно да се заземе текот на информациите, а не да се заборави на тоа мешање во водотеците, која од реката, која не смее да пресуши, пак ќе направи бара, во која ќе пливаат истите крокодили. Гледаме на ние агрегатори на вести, дури прва вест на денот ќе биде ако констатира некој новинар во Будимпешта дека Никола Груевски се разбудил во 9,05. Денеска, да речеме, вест на денот беше како Никола Груевски пиел чаша вино на брод. Разгоропаденоста и тенденцијата се очитуваат и во подолните слоеви во структурата, од кој наместо очекуваното хуманизирање се гледа сериозна намера за подредување, според уведувањата, а не според фактите. Отаму и треба да се задржи вниманието на јавно кажаниот збор, кој е потсетник дека наспроти најавите ништо не се сменило. Што се попалил така, значи? Свирија дискусијата, легни на брашно малце, нагазни топка, кажа се наоружил со динамит и одиш да експлодираш. Биди вака, ти вака ако владеете, вие што ќе правите? Треба да се селиме од државата, мислам. Се разбира, тогаш се отвара можноста за враќање на вистинскиот квалитет кој бил подржан со пари од граѓаните, кои несебично го помагале нивниот професионален напредок и тоа во странство. Па дури и ако малку, ама само малку, им се подкраднува проблем со географската позиција на државата во која биле на студиски престој. Колико ти е помогло то школовање у Великој Британiji? Бивши председник Републike Македонија одабрал мене као едно од 10 најбољих студената у држави за постдипломски студии на Шефилду у Великој Британiji. Јас сам била стипендиста председника, jer ljudi koji lažu, koji muvaju, ajmo se tako da to kažemo, imaju kratkog veka trajanja. И на крајот, кому на крајот на краиштата им му е важно дека Сити коледжот е во Солун, а Солун не е во Британија. Оти идеолозите на десницата имаат јасна перцепција за тоа што не треба да се прави. Не гледам што воопшто ние сме запнали едните и другите, говорам и за левицата и десницата, и сегашната власт, и сегашната опозиција, и некогашната власт, и некогашната опозиција, Запад, НАТО. Со враќањето на лентата од која се слуша истата песна, без никакво заплување, само ќе си дојде тоа за што нема потреба да се запнува.